Дрвја оградени со бетон. Едни заробени од кафулиња, други па ги користат за заклучување на велосипедите. Оваа тажна слика може да се забележи на секој чекор во центарот на Скопје. Две веќе се регистрирани како мртви, а над 1000 се под ризик да им се констатира смрт. Црвената боја на мапата алармира за гушени дрвја во Скопје. Едно мртво дрво се наоѓа на улица Македонија, која е заробено од тераса на кафуле. А другото на улица Максим Горки во центар е заробено од бетон. Јаворот, јасенот, багремот и липата се најчести загушени дрвја. Ky dru është i llojit të pak në rrugën Maqedonia, por fatkeqësisht është tharë. Ky dru nuk ka shans të bjentoj pasi është i roburuar plotësisht nga terasat verore të kafeneve. Edhe qindra dru të tjerë në qytetin e Shkupit janë të ngulfatura nga betoni e dërasa. Директорот на Паркови Зеленило Адриан Муча вели дека постојано се работи на ослободување на дрвјата. Тој вети дека до крајот на годината сите ќе бидат ослободени. Ne vetëm nënshkruam një memorandum bashkëpunimi për të liruar ata hapësirë të cilat janë të uzurpuara me vite. Nuk janë të bërë tani ato. Aty janë afër 100 lokacione më duket, mos e për fjalë, për të cilët ne për momentin permanent punojmë në lirimin e atyre hapësirave. Bashkë me qytetin e Shkupit dhe me fakultetin e Pilltarisë. Janë punime sipër. Besojmë që deri në fund të vitit do lirohen gjithë ato hapësirat. Ели Пешава од иницијативата О2 вели дека придобивките се 100 пати повисоки од децениските дрвја кои имаат голема улога во прочистувањето на воздухот, а на новите садници им треба време за да придонесуваат за прочистување на воздухот. За многу кратко време, на високи температури, 200-300 од овие дрвја веќе ќе бидат изумрени. Тоа е бројка која што не може да се надомести во нови садници и тие ќе го немаат истиот резултат, нема да го дават истиот резултат врз воздухот како што го дават овие повеќе децениски дрвја. Зошто не се интервенира веднаш, за нас е едноставно нејасно. Град Скопје, заедно со Шумарскиот факултет, ги ослободуваат за бетонираните дрвја низ Скопје. За сега бројот на слободени е 20. Наред чекаат уште стотици други.